Има ли некоја катедра поврзана со астрономија или астрофизика на ПМФ? Има ли нешто Значи, такво? нема катедра, меѓутоа има студиска програма астрономија и астрофизика. Така? Да, тоа е во рамки на физика. Тоа е поврзано со причината зашо ПМФ е, например, толку висок? Не, никако. Не. Заради светлосното загадување. Порано, например, кога бевме во Белград СМВ, тогаш релативно блиску за Белград, сега тоа не функционира, ама астрономската, например, обсерваторија е релативно блиску до центарот. Белградската, конструирана на крајот на 19 век, ама многу наликува на ПМФ. Целата топографија е многу слична. Ова астрономија е релативно нова работа кај нас. Значи, таа почна пред, може би, 10 до 15 години. Ние немаме обсерваторија астрономска. Така. Имаме еден телескоп, не знам дали сте го виделе. Тој што е на влезот. Тој е некаде потекнува веројатно почетокот на 20 век. Така. Функционален е инаку, подарок ни од Франција, да. Значи ние со него наблюдуваме кога има одредени настани што вреди да се наблюдуваат, снимаат. Иако е стар, функционален подарок е, си смачивме да го качиме таму, бидејќи е многу тежок. Така. Ама немаме класична обсерваторија, нема во Македонија воопшто така. Инаку местото е погодно за наблюдување. Сега во Македонија нема многу астрономи, тоа знаете да. Па да, за жал. Дури во Белград било тоа проблематично со кадар, а камоли па кај нас. Ама генерално мислам многу интересен дел од факултетите. Може би еден од речам широко обсежните. Кога снимаме со филозофски факултет, например, имавме проблем бидејќи се толку многу институти, толку многу различни области на истражување и тоа верувам дека сигурно беше најтешкиот подкаст за снимање. Тогаш имаше дискусии дали можеби ќе биде така со природно-математички факултет, ама мислам дека сепак во природно-математичкиот факултет има некоја заедничка нишка што ги поврзува сите. Ние имаме помалку институти од филозофски факултет. Иако наши институти се големи, се релативно големи како организациони единици, има од институти со 20 на луѓе до 40. Така. Сега, работава е дека се секај нас природни науки, со исклучок на етнологија и антропологија. Имаме институти за етнологија и антропологија, која некако традиционално може припаѓа на некој друг кампус на хуманистички науки, ама кај нас е произлезено од Институтот за географија и така да останало во наши рамки. Иако денеска се е тоа нешто измешано, можете да слушате за медицинска антропологија, каде што пробуваат, испитувајќи ДНК, да речеме да се утврди, не знам, потекло на народи и така натаму, и тоа станува се многу комплицирано, ама во основа сме хетерогени, тука нема дилема, ама сме сите па природњаци, нели? И тоа е таа заедничка нитка, таа некоја методологија која што е типична за сите овие фундаментални науки. Како би можеле отприлика да ги објасниме природните науки? Што се природни науки? Вака се, ако трнеме, тоа не е многу едноставно воопшто. Јас прва година кога ќе дојдат студентите на физика, обично трнувам со тоа прашање што е физика. Така. И тоа прашање не е воопшто едноставно да се објасни, а уште помалку едноставно да кажете што се природни науки. Ама бидејќи немаме друг избор, мораме нешто да пробаме тоа да го формулираме во неколку реченици. Значи тоа се фундаментални науки за природава. Значи не треба да ни кажат како функционира природава во целост на различни нивоа. Да речеме, не знам, ако физиката се занимава со неживиот свет, се занимава, да речеме, главно со неорганските аспекти на природата и најфундаменталните закони по кои функционираат нештото во универзумот, потоа имате химијата која на некој друго ниво исто така се занимава со прашања кои се врзани за начинот на кој функционира тој дел од светот, од природата, трансформација, не знам, на материи, на субстанции, па доаѓате ке биолозите кои што се занимаваат со живиот свет, со живиот дел од овој универзум, ама во една заедничка нитка на сите нив е што тие се обидуваат да одговорат на основните, најфундаменталните прашања поврзани со светот во кој што живееме. Обично овие науки, бидејќи тоа се такви темелни науки, мислам, науки кои го прават темелот за останатите, најчестото прашање кое што тука треба да биде одговорено е прашањето што почнува со зошто. Зошто е ова вака? Зошто е тоа така? Па потоа одиме на следното ниво каде што се поставуваат прашањата а како?
и така натаму и така натаму. Така да не е воопшто едноставно да се каже што е точно тоа. Така. Значи во основа природните науки се многу критички, да речам, во поглед на, бидејќи рековте дека поаѓаат од тоа прашање зошто, некако му даваат простор на човекот понатаму да го развива својот карактер врз некој карактер на истражувач, на некој што ги открива вистините за постоењето, да речеме. Секако. Да. Значи, ако го немате тој порив, таа љубопитност, тоа чувство да, нели, да ве гони нешто, нема да можете тек така да се занимавате со тоа, затоа што тоа се науки кои се захтевни во смисла на подготовка, еве сега да збориме техничка, значи што се вие треба да научите и така натаму за да можете да се занимавате со тоа, и ако го нема тој порив, таа љубов, љубопитност и така натаму, тешко ќе издржите на тој пат. Да. Ти си председател на факултетското студентско собрание, така? Да, и студент на хемија. На хемија? Да. На која насока? Аналитичка биохемија. Аналитичка биохемија. Да. Добро. Што те надера да се запишеш на аналитичка биохемија? Интересна е. Баш она зошто. Аха. То гонење, љубопитност, едноставно е стварно интересна. Ја учиш хемијата, ја учиш уште од основно малце, па после во средно, ако одбереш такво средно, и веќе до негде знаеш во што се впушташ, и тука беше мојата љубов да го научам тоа од по суштински аспект. А зошто аналитичка биохемија не применета? Сакам, ме интересираше биологијата. Так. И таа фузија на оваа студиска програма со биолошки предмети, клинички предмети на медицински факултет, стварно интересно. Да. А вие, професоре, вие особено, мислам, во природните науки вие имате и започнате и академска кариера. Од каде е таа љубов, например? Па, видете, значи, мојата љубов кон физика беше љубов кон истражување во принцип, така? И академската кариера некако нормално доаѓа во на овие простори, затоа што научното истражување кај нас се одвива на факултетите. Значи, освен на факултетите и универзитети во поземјава, единствено во МАНУ, исто така постои научно-истражувачка дејност и отприлика тоа тука запира кога станува збор за фундаменталниве природниве науки, техничките науки. Ние немаме институти како во други земји кои што апсорбираат истражувачи, така да е природно да луѓето што сакаат да се занимаваат со наука, ако успеат да си обезбедат место во академскава средина, својата потреба за и интерес во тоа поле да го реализираат на таков начин. Така да таму е некако нормално да имате и академска кариера. Да. Која е структурата на ПМФ? Од кои се институти се состои? Природно-математичкиот факултет има 6 институти, тоа се некои внатрешни организациони единици и плюс една обсерваторија, тоа е сеизмолошката обсерваторија како посебна единица. Така. А овие 6 институти се Институтот за математика, за физика, за хемија, за биологија, за географија и Институтот за етнологија и антропологија. Така. Кој од овие институти, да речеме, ужива најголема популарност кај средношколците? Ако судиме по бројот на студенти кои се запишуваат во прва година и тоа да биде критериумот што е најпопуларно, во моментот биологија. Значи студиските програми на биологија на годишно ниво во последниве неколку години запишуваат околу 150 студенти и таа бројка некако има тренд на растење што нас не радува секако. И посебно во рамките на тие неколку студиски програми, најпопуларна е студиската програма за молекуларна биологија и генетика. Така. Тоа е бидејќи перспективата, да речеме, или можностите со дипломата од молекуларна биологија се поголеми или лежи во друга работа? Причината? Јас не би знал да ви кажам точно во што лежи причината, затоа што мислам дека одговорот на тоа прашање, ако го дадеме тргнувајќи од некакви наши лични согледувања и размислувања, тоа е одредена работна хипотеза. А ако сакаме точно да ги знаеме причините, ќе треба на некој начин тоа да го измериме, така да кажем, односно ќе треба да ги прашаме тие што доаѓаат.
зошто доаѓаат, зошто избираат ова, а не Так. друго. Така да што и да ви кажам во врска со тоа ќе биде моје лично гледање, мој личен став Така. на прашањето, ама мислам дека молекуларна биологија и генетика добива популарност во последните години, меѓу другото и заради тоа што се наоѓа работа за тие луѓе кога ќе завршат студии, така по разни биохемиски лаборатории, сега почнуваат тие лаборатории да растат во поглед на сеопфатноста на нивната работа, значи освен класични тестови на крв и така натаму, сега почнуваат да се прават и подлабоки молекуларни тестови, што од друга страна создава побарувачка за таков кадар. Ама мислам дека некако популарноста на оваа гранка почна да расте и после појавата на пандемија. Дека пандемијата и влијанието тоа што ние го гледавме како се справуваат луѓето, кои се тие луѓе на светско ниво кои се справуваат со овие прашања, како се подготвуваат вакцини и така натаму, го разгоре, да кажам така, интересот на младиве генерации за таа работа. Да. Тогаш кои катедри се запоставени, например, слушаме запоставени, не запоставени, туку едноставно имаат мал број на студенти што, мислам, често слушаме, например, за катедрите на хемија и физика, дека има мал број на студенти, Министерството помага со некакви стипендии, слушаме дека нема да има доволно нели професори, наставници по математика, по физика и по хемија. Каква е состојбата таму? Значи, Институтот за хемија не е во толку лоша состојба, значи Така. таму постои тренд на растење на бројот на запишани студенти во прва година. Тој број е помал отколку не на биологија, значи тие запишуваат во последниве години меѓу 60 и 70 студенти на сите студиски групи. Така. Бројот на студенти кои се запишуваат на физика забележува паѓање во последните неколку години, значи таа бројка сега се движеше некако повеќе или помалку константно во последните 5 до 10 години, околу 20 и нешто, сега имаме нешто по 20, околу 15 студенти запишуваме на годишно ниво. Математика е исто така релативно мал бројот на студенти кои се запишува, но тоа што е посебно критично во сите овие групи што ги спомнав, се бројките кои се однесуваат на наставните студии. Значи, оние програми кои што треба да подготват наставници за во средно или за во основно училиште, тука тие бројки се многу мали. Значи, тие паѓаат од година во година. Интересот е тука проблематичен. Да. Намален. За тие, конкретно за тие насоки се наменети стипендиите, така? Што ги дава Министерството? Не, стипендиите се наменети за сите студиски програми од полето на физика, хемија и математика. Така. Значи, независно дали вие ќе студирате применета физика, применета хемија или наставна хемија, сте кандидат да ја добиете стипендијата. Помагаат ли стипендиите? По моје мислење не. Мојата статистика што ја правев како, да речеме, се сменил бројот на запишани студенти во 2016 година кога почнаа овие стипендии, не покажува некаква статистички, да кажам, барем така значајна промена во бројот на студенти во позитивна насока. Така да не можам со сигурност да тврдам, бидејќи може ќе испадне ако ги нема стипендиите, дека и овој број на студенти што го имаме во моментот би бил помал. Така, може би се суперпонирани две влијанија, од една страна тенденција тој број да се намалува, од друга страна да кажеме влијанието кое што оваа можност им ја нуди, се појавува како можност за студентите, па така да се компензираат тие две спротивставени тенденции, не можам со сигурност да тврдам. Меѓутоа видлива промена во бројот на студенти заради тоа што се доделува оваа стипендија нема. Така. За ова би сакал и од двајцата да чујам. Природните науки, особено, например, чиста математика, чиста хемија, чиста физика, во моментов како што сме насочени некако како општество и на светско ниво, некако на попрагматично ниво, на линија на помал отпор, јас би рекол насоки некако
кои не нудат веднаш и во моментот веднаш по дипломирањето не нудат некакви финансиски придобивки, но би рекол дека тоа е основата на едно општество, природните науки, без доколку такви институти нема, доколку такви катедри нема, едно општество не може да функционира, јас би рекол. И тие се некако насоки кои подразбираат добивки на малку подолг рок. Дали би се согласиле со тоа? Ајде вам. Да, во секој случај. Не е секојаш до добивката. Да, знам. Јас мислам значи, така, во ред, да. збораме за екзистенција и сето тоа, окей, тоа стои. Така. Ама па исто така, после најкомпетентна сум да зборам за Хемиски институтот и сепак студирам таму. Во ред. По завршувањето на применета хемија, можеш, мислам дека многу полесно да најдеш работа како инженер него од некои други факултети кои што се презаситени. Значи сепак стоиме дека ќе добиеш одредена екзистенција. Да, може тоа нема да се некои големи пари или нешто, ама сепак сметам дека ќе почнеш со кариера и тоа што си го учил да го примениш на крајот од денот е кариерата, мислам дека побитна да си среќен, да придонесваш на општеството. Да. Би додале нешто? Не, сосема се согласувам со Адела, значи можности за професионална реализација секогаш постојат. Да. И сега кај нас постои еден проблем, затоа што кога вие некому ќе кажете дека студирате физика, химија, математика, првата идеја што им паѓа на луѓето на памет е дека вие се подготвувате да бидете наставник или учител во некоја школа, така? Да. Мал дел од луѓето веројатно ќе сметаат на тоа дека можеби сакате да бидете научник, ама нема да успеат да одговорат каде тоа би го правеле ако останете во земјава, нели, бидејќи точно и не знаат каде се одвива таа наука во земјава. Ама најголем дел ќе ве врзат за наставната професија. А тоа не е баш така. Мислам, тоа е една од големите заблуди, така да кажам, мисконцепции кои постојат во општеството и која можеби не е во целост неоправдана, бидејќи ние сме општество кое што е развивано на одредени принципи, слични сме, да кажеме, со некои од околните земји околу нас, каде што исто така по годиниве последни има голем проблем со обезбедување на стабилен број на студенти на овие студиски програми. И тоа е така изградено да всушност се уште не успеваат, општеството не успева да го искористи бенефитот од овие професии. Затоа што ако земете некој физичар, тој не е ни електроинженер, ни машински инженер, не е ни технолог. Да. Ама тој може да работи на многу места каде што овие професии функционираат. И тоа е така насекаде по светот. Само прашањето е кој е нивото, кој е аспектот со проблематиката во која што, да речеме, би влегол во коштец еден физичар, а од другата страна би имал некакви инженери. И едните и другите може да се занимаваат со иста проблематика од различни аспекти. Тоа е тоа што е нас не може, се уште некако не проработело во целост, иако почнува со првите продори. И втората работа што е таму важна е дека значи вие ги користите кога станува збор за овој тип на професии, користите не само нивно сирово знаење кое што го стекнале во текот на школувањето, туку користите методологија на работа која што е научиле, користите една сеопфатност на нивното знаење и добар тренинг за учење на нови работи, за брзо, нели модерно ако се каже, прешалтување кон нови области, така натаму. Така да, значи, ако погледнете во светов, нема голем проблем околу бројот на студенти кои треба да се обезбедат на ваков тип на студии, на science, таму ги викаат science, нели, природни науки. Оти на пазарот кога ќе излезат, таму ќе видите математичари кои работат се и се што, математичари кои работат и во банки, работат и во осигурителни компании, математичари кои програмираат, математичари кои работат во да кажеме агенции за маркетинг, поправат разни графички дизајни и слично. Истото ќе го најдете и кај
и со другиве струки, со физичари, хемичари, биолози се занимаваат со проблематики кои што се актуелни во фармацевска индустрија, кои што има пари многу и така натаму. Така да, ние сме се уште општество кое некако не е целосно отворено за да ги искористи капацитетите од овие луѓе, ама нели се надеваме дека патот и иднината треба да бидат во таа насока како нашиве луѓе да ги искористиме за да направиме подобро општество. Да, мислам, толку се широки можностите што ги нудат насоките на природно-математичкиот факултет, иако на прва, и вака доколку јас би запишувал, например, сега факултет, разбирам дека би ми изгледале тешки, би ми изгледале така макотрпни, да речам, студиите. Има голем број на проблематики кои се изучуваат, кои се така треба малку повеќе размислување за да се совладаат, но тој интелектуален капитал во кој што инвестираш ти кога се запишуваш на така тежок факултет, мислам дека потоа ти овозможува да си многу поспремен за што и да те снајде. Или па, например, дури и да завршиш чиста хемија или чиста физика и да инвестираш во еден курс за дата анализа, не можам ни да размислам за можностите кои се отвараат со тоа решение. Да. Многу физичари низ светов, посебно овие теориски физичари, се занимаваат, во моментот се занимаваат со тоа, со така. Data science, така да кажеме, нели, наука за обработка на големи број податоци, а меѓу другото, дел од целата таа проблематика и произлегува од конкретни прашања кои ги отвараат, не мора да се физичари сега, не ги, јас сум инаку физичар, нели, за да не ги Така. Постојано на некој начин рекламирам физичариве, меѓутоа природно, нормално, мислам. Не, најголемите, да кажам, најголем број на информации имам околу тоа, затоа можеби често се врти таму приказната. Ама да кажам, ако го земете вие ЦЕРН како институција во која што се изведуваат тие познати експерименти кои се од област на високи енергии и така натаму, еден од проблемите кои што го имате таму е како да манипулирате со податоците кои што ги добивате од огромниот број детектори. Значи детекторите ги има многу, тие прават огромен број мерења за кратки временски интервали. Тоа што ќе го снимат го фрлаат таму во некоја машина, некаков сервер и вие имате просто огромен број на податоци и тие податоци некако ќе треба да се обработат, некако ќе треба да ги среди, некако да. И одеднаш се појавува потреба за токму таква нова некоја наука која ќе се занимава со таа проблематика. Не е дека е само ЦЕРН, се разбира, тука огромен број податоци имате вие и во обичајниот интернет проток на податоци, социјални мрежи и слично. Ама една од тие е, да кажеме, и оваа научнава гранка, научниот дел од светот кој што генерира многу податоци кои потоа ќе треба да бидат некако обработувани и природно дел од луѓето кои што таму работеле почне да се занимаваат со тоа. Така и ако ништо друго тие мораат да познаваат на почеток барем дел од нешто од тоа за да можат да ја остварат комуникацијата со тие сервери, за да можат да испратат, да запишат, да обработат, да вратат податоци, а потоа и да развиваат нови софтвери за таа работа. Да, така што многу се поврзани работите. Да, има ли некоја насока, например, на природно-математичкиот факултет која мислите дека би била добар избор и дури има недостаток на пазарот на трудот од тие дипломци, а не ужива некоја заинтересираност? Ја ќе ви одговорам, ама дела да не биде дека само јас зборам, ако сакате. Ако не е проблем во Да. Во моментов има недостаток на наставници по математика, по физика, по хемија, по биологија. Тоа е дефицитарна струка дефинитивно. А дали има недостаток, да кажеме, за инженери од овие области, бидејќи нели имаме ние и инженери по физика, по хемија, кои што ги продуцираме на природно-математички факултет. Сега, и тука има, например, ама генералната побарувачка за тие струки може би е нешто помала. Например, вие имате потреба од медицински физичари во моментов во државата. Така. Има потреба, не се тоа огромни бројки на луѓе кои што се побаруваат, но најкритично е во делот на наставници, во делот на образование, затоа што се тоа
најголем број луѓе кои што се вклучени во процесот на образование, ако ги земете основно и средно, и тоа треба да се покрие. И тоа ни е некако и општествена одговорност како да обезбедиме кадар за таа важна, значајна професија, значајна за цело општество, за идните генерации. Така. Тука сме дефицитарни дефинитивно. Да. Си слушала ли, например, некои другари, колешки, не знам што и да е, што одлучуваат да одат да одлучуваат да запишат насока на природно-математички факултет, но си викаат зошто додам на ПМФ, кога можам додам на некој приватен факултет, можеби ќе ми биде полесно и слично. Има ли таква појава? Секојаш има. Так. Мислам, лично не, ама во секој случај, штом сме толку малце, да. Мислам, средношколците, нели матурантите, се одлучват по полесниот пат, ако можеме го наречеме полесен. Па сигурно е полесен. Јас мислам дека е полесен. Мислам со досегашното искуство, приказните што ги слушам од тие универзитети се навистина пресмешни. Добро, да, се пресмешни, окей, ама не знам, интересно е така да си поминиш. Не знам дали е... Не е баш, не. Она сепак да тингал, дали те исполнува целиот процес на да студираш колку така. Ајде, ќе го истудирам. Не мислам дека тоа е поентата. Да. Ама ќе треба да изберат да студираат нешто друго, бидејќи ние немаме вистинска конкуренција меѓу приватните факултети во делот на природно-математички науки. Така таков приватен факултет не постои. Приватните се главно, нели, ориентирани околу бизнис, менеджмент, општествени науки, има нешто информатика и така натаму. Сега можеби ќе се појавија стоматологија приватна, меѓутоа природно-математички и технички науки нема. Тие бараат ресурси, бараат да имате лаборатории, бараат да имате вложување во таа работа и сега, нели, некој би рекол за среќа нема, иако за мене лично, знаете како е, конкуренцијата е одлична работа ако е здрава и реална конкуренција. Таа ги поттикнува двете страни да работат. Да. Некогаш е лошо да немате конкуренција затоа што ќе се опуштите во комфорот што ви го нуди вашиот монополна позиција. Ама важно е да имате реална, да имате објективна и лојална конкуренција. Така да се бркате со тој што е на другата страна кој ќе биде подобар, а некој ќе најде начини како да собере повеќе студенти и да тоа. Ама за сега во моментов, значи како и да го гледаме тоа прашање, ние немаме приватни факултети од област на природни науки. Рековте дека бара вложување, значи бара ресурси, бара кадар. Гледаме дека тоа се многу згради прво. Сите тие институти мора да се сместат некаде. Прво институтот нели за хемија што е долу и потоа и горните згради. Значи тоа се голем број на професори, голем број на институти, автоматски сите тие насоки си бараат доста скапа опрема. Гледаме дека некој некогаш вложувал во науката во нашата земја и тоа било развиено, но дали мислите дека тоа сега е на соодветно ниво? Дали државата го препознава? Не, мислам, би било нечесно да кажеме дека се вложува во Македонија во наука воопшто, значи генерално зборам, не само во овие фундаментални науки. Така да вложувања нема, посебно во последниве, па ја не знам колку, можеби 15 на години, нема. Имаме инцидентни инпути на опрема, значи имаше пред, сега можеби се више 15 на години поминати, а видиме само како тоа би дошло, можда и малку повеќе од 15 години, да, кога имаше набавка на лабораториска опрема за сите универзитети и од не минатата, предминатата година исто така нов инпут за набавка на проекти чија цел е да се набави лабораториска опрема. И потоа имате еден геп помеѓу тие години во кој што нема ништо. А науката е скапа работа, мислам, тоа е нешто што на секому би требало да му биде јасно. И таа кошта. Значи не можете да имате наука без опрема, не можете да имате наука без луѓе, не можете да имате наука без комуникација, врски со останатиот свет. А сето тоа, за сето тоа потребни се инвестиции. Така. Да.
што губи една држава, што губи едно општество доколку ја запостави науката? Па зависи што сака општеството, тоа е многу важно. Така. Кај му е целта, така. Ако нема некоја посебна цел да се развива, ако нема посебна цел да го подигне стандардот, да се надпреварува со другите земји, нации, да излезе да биде светски препознатлив, можда не губи ништо. Така, кој си биде земја која што ќе функционира некако, да не се лажеме, вие можете да функционирате и без никаква наука, така? Да. Ама нема да бидете во земјите кои што се движат напред. А ако сака тоа да го прави, значи тогаш мора да инвестира. Не инвестирањето во наука значи дека вие скршнувате од тој пат и више не сте во класата на земји која што ќе може да си ги реши пред се собствените проблеми, бидејќи таа ни помага да ги решиме проблемите кои што ги имаме од сите аспекти. Сега не зборам само природни науки, од сите генерални аспекти, вклучително меѓу другото и овие. Значи истражувањата се меѓу другото основа за да се направи квалитетен високо образовен систем. Значи ако сакате да имате добро високо образование, треба да имате луѓе кои што тоа што ви го предаваат го работат. Значи работат, истражуваат и така натаму и пренесуваат знаење и искуство и тоа се толку изврзани нешта што просто незамисливо е да ги одвоите така. Да не ја должиме многу прикрасната за тоа. Така. Ти си свежа председателка на ФСС. Кога зборувавме, например, кога го спремавме подкастот, рече дека вашето факултетско студентско собрание не нефункционално, како и да речам на повеќето факултети, дури сега со активирањето на универзитетското студентско собрание, како да се покрена некое движење за подобра организација на студентите, повеќе работа помеѓу студентите, повеќе здружување. Каде би го терала ти вашето факултетско студентско собрание? Да се направи студентски клуб од ПМФ. Така. Јас од раководителката на хемија, Чевни институт на хемија, имав понуда да ми се додели соба, каде што ќе можат да се собираат студенти, заедно со асистенти, да има дружба, да малце да почнеме тој дел да го разработиме, затоа што 2,5 години со короната не се за подценување, сепак сме сите, сме отуѓени. Мене ме фати втор семестар кога бев, па и пријателства и сетото не се одвиваше како што би требало да се одвиват студентски денови. Така. Би сакала оттаму да почнам, да ги активирам малце поиќе институт за биологија, затоа што се и поиќе студенти можат да направат поиќе. Тие. Теми најмногу дружење и активација. Има ли некоја отуѓеност покрај тоа што рековме со короната, бидејќи е така малку одделен во 2 или 3 згради е природно-математичкиот факултет, постои ли таа некаква поделеност помеѓу институти? Не, затоа што ние патуваме цело време. Јас слушам, пример, на биологија предмети, се слушат од хемија на математика предмети, така да мигрираме горе-долу и окей. Така. Да, студентите, Одлично. Баш кај целиот тој парк е многу убав, па кога се движите низ од горна до долна зграда или обратно, тоа е како да се шетате по градскиот парк. Да, ботаничка градина, се. Убаво ја спомна ботаничката градина. Има ли, мислам, тоа беше прекрасен проект, многу е убаво што повторно во Скопје се отвори ботаничка градина. Има ли некои нови такви проекти кои се на повидок за природно-математичкиот факултет? Па да речеме од изненаден тип како што беше ботаничката градина. Дали има? Отворени за јавност. Мислам дека нема вака сега нешто што јас во моментов би можел од прва да кажам. Може би да стави вака сега. Имаше една акција која што почна некаде тоа беше некаде летото минатото веројатно и сега можеби повторно ќе се активира. Организирана од Институтот за етнологија и антропологија, значи во тој дел кај долната зграда на факултетот каде што се сместени Институтот за хемија и за етнологија и антропологија, посебно во зелениот простор, тие одлучија дека некако секој петок или еден петок во месецот ќе организираат посебни настани каде што ќе се гледат филмови, значи ќе се
чита нешто, ќе се свири нешто и така натаму, а да биде во контексти поврзано со тоа што е нивни предмет на интерес, така. И имаше еден настан, убаво супер помина, а ако тоа успееме да го одржиме, да го заживееме и да биде нешто како петочен, не знам, собиранка, парти или така натаму, каде што тие ќе ни прикажат нешто, а имаат што да ни кажат, мислам дека тоа ќе биде убаво. Така. Стварно беше убаво, јас присуствував лани. Беше интересно. Бинбекс надвор. Да. Ма супер би било. Преопуштено. Тоа супер би било. Тука има и доста факултети, тука и нашиот факултет шумарски, тука си земјоделскиот и мебел и ветерина, да. Мислам тоа би било одлично. Да го заживееме и тој кампус малку. Да. Прекрасно. Кој е за на ПМФ? Мора ли да си, например, дел од тие насоки ПМА, ПМБ во средно за да учиш на ПМФ? Не, затоа што јас бев Јахја Кемал и таму немав ни ПМА, ни ПМБ. Така. Мислам дека најмногу треба да се интересираш за нештото, да не се откажваш, значи ќе има солзи, не дека нема да има, ама значи не треба да се откажваш. Така. Многу е убава атмосферата кога ќе студираш со на ПМФ, затоа што сме помалце студенти, ама е нема никој да те врати, ниту од студенти, ниту од професори, значи на која врата ти да тропниш, секојаш имаш одговор, само треба да си стварно заинтересиран. Да си Тоа е моментот, да си заинтересиран. Затоа што доколку ти имаш некои потешкоти во прва година, ако си ги откриеш и побараш помош, нема шанси да те одбијат. Дали се постари студенти, дали ти се колеги, што ете биле ПМА или ПМБ, па го совладале материјалот во средно да ти поможат, или професори исто и асистенти. Така. Значи, навистина имаме врвен кадар. Така. Професоре? Благодарам. Стојам на тоа. Кој тип на студенти ви е не омилен, ама го цените највеќе? Што е добар студент според вас? Не сум размислувал многу на таа тема, што е добар. Значи, отворените студенти за комуникација за мене се добри студенти. Така. Значи, мислам дека е најтешко за еден професор кога тешко остварува комуникација со своите студенти. Значи, ако ја предавам така, па се свртам, па видам дека не постои таа отворена очна, нели, комуникација, па после на прашање не одговараат, тоа мене ми паѓа тешко, значи тоа ме наведува на размислување што се треба да направам ја, што не чини во моите предавања, зашто студентите не се активни. Така да мислам дека активните студенти се пред се добри студенти. Затоа што таа комуникација е пресудна по тоа за да може да се решат евентуалните проблеми кои студентите ги имаат. Да можат да се чувствуваат доволно слободни за да поставуваат прашања, за да на дело ја манифестираат и ја задоволат својата љубопитност, но исто така кога имаат прашања кои се врзани за работи што не им се јасни, да може тоа да се разјасни. Така да централно е таа комуникација, значи отвореност за соработка, да можат да се чувствуваат и тие слободни, да прашуваат, да побараат помош, да професорот добие фидбек за тоа каков е, дали им одговара на студентите начинот и стилот на кој што го работи тоа што го работи. Така да ја тука тоа би го ставил, тоа се тие студенти. Да. Што е суштината на студирањето според вас? Што е студирање? Зошто студираш? Продлавочи знаење, се спремиш за во тој работен свет и на некој начин таа транзиција помеѓу средношколец и вработен. Тоа што сепак факултетот те учи на многу поголема одговорност од средно. Средно ќе то правда тоа дома, а тука стварно треба да се навикнеш на тоа дека it's adult life. Значи, за мене студирањето е повеќе од акумулација на знаење. Вие денес можете да го соберете знаењето и без да одите на формално образование. Така, можете да читате книги, можете да слушате предавања на топ универзитети по светот, на YouTube, скоро сите се ставени, можете дури да работите и вежби на виртуелни лаборатории кои се поставени на интернет,
ама тоа што не можете да го направите, тоа е да го почувствувате системот. Значи, кога ќе застанете и кога ќе влезете во институцијата, кога ќе влезете во амфитеатарот и така натаму, тогаш се чувствува духот на науката, тогаш се чувствува духот на генерациите кои што тука работеле. И тоа е нешто што не можете да го добиете кога сами ќе трнете во обезбедување на знаење. Вие знаењето ќе го обезбедите, ама тешко ќе го осетите, почувствувате и ќе се навикнете на тој систем. А на крајот науката е систем. Тоа е нешто што е градено долго време и кое меѓу другото подразбира дека вие ќе треба да научите да соработувате. Така ретко кога има такви случаи, меѓутоа тие се исклучително ретки на научници кои работат исклучиво сами. Во принцип, тоа е колективен феномен, нели, се соработува, се работи, се разменуваат информации, се учи човек на одредено темпо на работа, како да дедлајнови да почитува, како да организира време, како да прави многу работи, кои што кога ќе ве пуштат слободен уметник да бидете и тоа да си го правите на своја рака, нема да можете да го научите. И на крај нема да може да се запознаат луѓето со кои сте се запознале, па ќе бидете пријатели цел живот. Да. Не, тоа е, мислам дека е одлично ја сумиравте работата, тоа е продлабочување на сопствената личност. Знаете, факултетот е многу повеќе од само оценките што ги добиваш и испитите што ги учиш. Баш тој човечки контакт, сета таа, да речеме, манипулација или координација помеѓу различни професори, различни колеги, задачите што ти се задаваат, те спремаат за да си поспремен да се соочиш со тој човечки фактор во животот. Да. Така е. Да. Мислите дека не кажавме досега нешто што би сакале да го споменете, да го порачате? Не знам. Што, еве, например, као некаква информација која може би е и важна и куриозитетна, дека некаде во мај, Овој мај сега? Овој мај, да, дека ќе дојде сега во Македонија, дали ќе дојде баш на Природно-математички факултет, не знам, еден Нобеловец и ќе одржи предавање во МАН. Во ред? Да, и тоа е реткост, нели, во Македонија да ви дојде човек кој е добитник, носител на Нобелова награда, во случајот станува збор за Нобелова награда по хемија. Ние правиме обиди да го донесеме на Природно-математички факултет да одржи исто така едно предавање, кое што ќе биде различно од предавањето што ќе го држи во МАНу, бидејќи во МАНу ќе се држи ќе станува збор за стручно предавање, што ќе биде веројатно тешко да може да го следи било кој. Ако успееме да се договориме со него да дојде на Природно-математички факултет, тогаш би побарале тоа предавање да биде повеќе мотивирачко предавање, да не биде високо стручно, за да може публиката која главно би се состојала од студенти да го разбере тоа предавање. Така да, инаку не ви кажав за кого станува збор, за Ден Шектман, тој е добитник на Нобелова награда по хемија, а е поврзана со откритието на квазикристалите. Така да, ако успееме тоа да го направиме, да дојде кај нас на Природно-математички факултет, ќе биде тоа огласено, дека ќе супати повик до сите заинтересирани кои сакаат да видат, да чујат еден Нобеловец, се надеваме дека ќе успееме во тоа, не сме потполно сигурни во тоа. Така. Но тоа е можност. Во ред, ви благодарам што дојдовте денес. Да. Благодарам и вам. Се надевам дека направивме една убава презентација на вашиот факултет, секој што се мисли или што има афинитет кон науката, кон аналитичко некој размислување, сака да размислува работите како работат, како функционираат, сака да учи повеќе, го интересира науката. Да те прекинам, ова сепак е за средношколци матуранти. Да напоменам дека на страната на хемија, ih.pmf, можат да се пријават за да го посетат институтот на хемија, затоа што се организираат отворени денови, каде што гостите се шетат низ лаборатории, можат да присуствуваат на хемиски спектакл, тоа е многу интересно. Добро. И едноставно ако сакат да се запишат на хемија, да имат слика кај би студирале. Така, значи тоа е ih.pmf. .pmf. Да. Во ред.
Ете, уште една можност, значи предавање од Нобеловец, уште не е сигурно, ама ќе биде огласено во мај и плюс ова шетање надвор од отворените денови на УКИМ. Тоа е тоа, природно-математичкиот факултет е отворен. Ви благодарам што дојдовте денес. Тоа е тоа. Тоа е тоа.